Интересно е што во последно време многу се дискутира за вештачката интелигенција, особено како тоа може да влијае на развојот на човекот. Ние можеме да се сетиме дека со појавата на социјалните мрежи, иако тоа изгледаше беше првиот концепт, беше контакт и комуникација меѓу луѓето, видовме дека таа дигитална технологија, која што денеска е толку распространета, влијае во секојдневниот живот, односно не се користи само за комуникација меѓу луѓето, туку преку неа се користи како средство за ширење на информации, а дори има ситуации кога имаме лажни вести, имаме лажни профили, така да колку и таа корисна, толку и таа одмага и треба многу внимание кога се користат дигиталните технологии. Тоа што е ново што се случува сега со чат-ботовите, односно со ChatGPT, кој што во последно време е доста актуелно. Интересно што се уште не го знаеме конечното влијание или како тоа може да се одрази на развојот на човекот, особено на младите луѓе. Ние денеска сме конзументи на многу брзи информации, на многу брзи решенија, што ни го овозможува дигиталната технологија, а дополнително ChatGPT овозможува да тоа изгледа многу по-едноставно, многу по-лесно и многу по-брзо. Замислете како може тоа да влијае на еден ученик во, да речеме, во средно училиште, кој треба да напише било каков есе или домашна работа, кој што треба да направи ресерч на литература, да просурфа по интернет, да најде информации точни и тоа да го срочи во некаков текст, со тоа што ќе научи нешто или ќе се дополнително ќе развие некој дел од својот мозок, или ќе задржи некои податоци, односно парчиња информации за некаква работа, за некаков проблем, за некаков есеј, тоа може да го направи со едно прашање или со една реченица во ChatGPT и да добие одговор, формулиран текст кој што искрено не може човек лесно да погоди дали е напишан од студентот или од ученикот или дали тоа е направено од ChatGPT. Со тоа се отвара еден голем проблем на начинот на кој што младите може да ја одбегнат стандардната едукација, може да влијае на нивните резултати или да се толкува како препишување, условно понашки или мамење на тие тестови. Од друга пак страна, тие брзи резултати и тоа неангажирање на мозокот или на мозочните клетки, тоа може да се случи да во иднина произведе намален капацитет на меморија, намалено критичко размислување, односно способност за критичко размислување, што е една основна одлика на здрав човек, и тоа може дополнително да произведе генерации кои што може да бидат подложни на манипулации, на лажни вести. Не можем во овој момент да ги согледам сите негативни страни кои што може да произлезат од користењето на вештачка интелигенција и како тоа би се одразило на човековиот развој. Во секој случај, сигурно дека има позитивни страни, меѓутоа доколку се искористи на правилен начин, тоа би можело да биде придобивка. Меѓутоа, сведоци сме дека може да биде искористено и на погрешен начин, а тоа сигурно ќе биде минус за развојот на општеството.